Назад сме во отвореното студио посветено на локалните избори, почитувани гледачи, како што најавивме. Следна гостинка е заменик председателката на СДСМ, Фани Карамфилова-Пановска. Благодарам што одвоивте време и што сте во канопет. Ви благодарам за поканата. Добро вечер вам и на гледачите. Како што стигаат резултатите, не се многу охрабрувачки за вашата партија. Дали сте на почеток разочарани и дали очекувавте нешто повеќе вечер? Вака, сакам на почетокот прво на сите граѓани кои што денеска излегоа и го дадоа својот глас и оние кои што гласаа по сопствена волја, да им изразам наше во име на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и во моје лично име благодарност и почит за тоа што тоа беше многу важно. Беше многу важно да денеска граѓаните во што е можно поголем број излезат на гласање и да го изразат својот избор. Имавте некои забелешки на првата пресконференција на Димитриевиќ? Да. За нерегуларности, на што точно се поплаките? Изборниот процес и денеска и во текот на кампањата покажува редица на недоследности од прекршување на изборниот молк до злоупотреба на избирачкиот список. Видовме дека на избирачкиот список има лица кои што не се меѓу живите, дури на советничките листи има лица кандидати за советници кои што не се живи, имаше обвинувања и осомничени за изборен подкуп. Дел од началниците и командирите на подрачните единици на Министерството за внатрешни работи учествуваа во кампањата. Во некои од градовите работеа активно партиските штабови на ВМРО-ДПМН и агитираа и за време на изборниот молк и така натаму, така што имаше серија прекршувања, но мене ми е драго што генерално и денешниот изборен ден и целата кампања помина во една генерално фер и демократска атмосфера. Да, тоа го кажавте, фер и демократска атмосфера. Се уште сме далеко од политичката култура на скандинавските земји, да речам, овие работи што ви кажувате, ни се повторуваат на сите изборни циклуси, очигледно дека треба да помине време за да се променат, но колку на тоа може да се препише резултатот кој го има СДСМ вечера, бидејќи од она што го гледаме, што го брифираат и од ВМРО-ДПМН, но и официјалните податоци веќе што се појавуваат на ДИК, разликите се прилично големи. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е исклучително задоволен од тоа како изгледаат првичните резултати во општините. Зашто? Затоа што бројот што покажуваат овие избори. Тоа ќе го видиме кога ќе завршат пребројувањата на сите гласови, но едно е сигурно. Трендот покажува дека ВМРО-ДПМН со сигурност паѓа, а СДСМ со сигурност расте. Овие избори покажаа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со новото раководство во овој релативно краток период ја консолидираше партијата. Тоа го аргументираме со тоа што во сите општински организации без исклучок имаме поголем број на гласови за Социјалдемократскиот сојуз, нашите кандидати за градоначалници, нашите советнички листи споредено со бројот на гласови во 2024 година. Некаде тие се движат, не се сите гласови пребројани, меѓутоа пропорционално, ако гледате на некои места тоа е и до 20% Значи вашата пораст. Првична цел, дека ќе имате еден глас повеќе од претходните избори, е остварена? Јас се надевам дека тоа ќе биде така, имајќи го предвид трендот. Трендот секаде покажува пораст во бројот на гласовите на СДСМ споредено со како изгледа изборните резултати. Зашто неспорно во ВМРО има пат, дури самите го предвидоа тоа. Година. И овој пораст во гласовите кај Социјалдемократскиот сојуз на Македонија апсолутно е дополнително уште позначаен ако се има предвид дека на локалните избори имавме помала излезност споредено со излезноста на парламентарните и председателските избори во 2024 година, што ќе рече дека пропорционално поголемиот број гласови во апсолутна вредност од кога имате помала излезност, апсолутно значи и уште подобар резултат. Таков е примерот, например, во Македонска Каменица, таков е примерот во Крива Паланка. Во Крива Паланка веќе прогласена е победа на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, таму во 24 година ние губевме, зборувам на парламентарните избори, и во серија други општини, така што тезата на оние кои што тврдеа дека СДСМ се распаѓа, СДСМ ќе исчезне од политичката мапа на Македонија, се покажа како апсолутно неточна. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се враќа на голема врата и во политиката јасно ви е дека кога една политичка партија ќе почне да паѓа, таа падот ќе продолжи, а она која што почнала да расте ќе биде во пораст. Дополнително на сето ова, апсолутен е впечатокот дека
опозицијското расположение во Република Македонија е во подамиево пораст, така што тоа што ВМРО ДПМН го заслужи со своето непокажување резултати во изминатите 17 месеци, граѓаните на крајот ќе се види и со апсолутни цифри дека ќе го казнат, односно изневерените Не знам дали може да се каже дека ветувања. ги казнуваат ако некаде разликата е 10:1, 5:1. Очигледно дека се уште не се подготвени граѓаните да дадат доверба на СДСМ во значителна мера да може да го загрози ВМРО ДПМН. Сега може има тие некаков пат во однос на гласовите што ги имаат лани, но се уште очигледно разликата е голема. Што велат вашите првични анализи, на што се должи тоа? Зошто овие ваши тези постојано дека не задуваме, дека и во евроинтеграциите и економски и секако, очигледно дека граѓаните се уште не ги земаат со доверба? Па јас не би рекла така. Мислам дека и во текот на кампањата ќе видиме како што ќе покаже конечниот резултат во бројки. Но и во текот на кампањата и во текот на изминативе 17 месеци по промената на власта, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија мислам дека апсолутно доволно ги разобличи сите оние погрешни политики на оваа власт, ги разобличи нивните лажни ветувања од предизборната кампања. Впрочем, тоа е очигледно. Очигледно е дека Македонија назадува во животниот стандард, дека граѓаните од ден на ден се посиромашни. Очигледно е дека цените во маркетите дивеат, власта не успева да се справи со тоа. Очигледно е дека имаме рекорден пат на странските инвестиции, како никогаш претходно. Очигледно е дека Македонија никој пат претходно не била позадолжена тоа што е сега. Ние имаме 8 милиарди, близу 8 милиарди задолжувања за овие 17 месеци од власта на ВМРО ДПМН со можност за огромна дупка во државниот буџет од 1,4 милиарди, која што ја најавивме. Тоа е скоро 1/4 од проектираните приходи во буџетот. Прашање е како таа дупка ќе се покрие, а она што е најтрагично е што ВМРО ДПМН успеа да избега од нашата стратешка определба, а тоа е продолжување на процесот на пристапување во Европската унија, што не му оди во прилог никому, ниту на граѓаните, ниту на државата. Дали сметате дека беше мудро од денешна перспектива, дека беше добра одлука на СДСМ, неколку дена пред почетокот на кампањата да излезе со таа предлог резолуција со црвените линии, која очигледно ВМРО ДПМН ја прифати со широки раце и максимално експлоатираше во кампањата, за да ве обвинува дека одработувате за Бугарија и за куферчиња и така натаму. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е одговорна партија, била и останува да биде одговорна партија, државотворна партија во оваа држава. За нас европската интеграција е многу битен стратешки приоритет за оваа држава. Цениме дека ВМРО ДПМН со мнозинството кое што го има во собранието заедно и коалицијата апсолутно имаат 2/3 за да го проложат евроинтегративниот пат, тоа не го прават. Понудената резолуција за дефинирање на црвените линии е најпатриотскиот чин што се случил во оваа држава, особено ако имате предвид дека таа доаѓа од опозиција. Значи, Социјалдемократскиот сојуз... Знаете, лани СДСМ изгуби поради една од причините поради кои изгуби беше и политиката со Бугарија. Затоа што немавме конструктивна опозиција која што во тој момент нешто таа сама иницијативно не подаде рака, туку не сакаше ни да се приклучи на градење на општествен консензус околу тоа кој се штета да го направи тоа, како да не се согласувам. Не, пресред на ВМРО ДПМН, тие знаете, нова тема многу политички поени добиваат. Не се согласувам со тезата, знаете, почнав со тоа дека СДСМ е одговорна партија. СДСМ е одговорна партија кон граѓаните и кон државата. И многу често, ако да не речам секогаш, за крупните одлуки во оваа држава не штедела од сопствениот политички капитал. Не велам, не го кажувам ова во контекст на тоа дека со понудената резолуција во моментот ние губиме од нашиот политички капитал. Ние тоа што го направивме, тоа резонира со граѓаните кои што бараат напредок во евроинтегративниот процес, резонира со граѓаните кои што бараат стабилност и напредок на државата, да една опозиција која што е проевропски ориентирана, во случајот Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но тука верувам дека тој круг и таа платформа ќе се шири со сите оние заинтересирани за продолжување на евроинтегративниот пат, да се понуди платформа која што многу прецизно, многу децидно ги дефинира црвените линии кога станува збор за идентитетските прашања и за културата, и за јазикот, и за историјата. Ако дојде ново вето или ново условување од Бугарија, тоа е клучниот проблем.
Затоа и Мицковски вели ние ќе гласаме за уставните измени, но ако има гаранции дека нема да има нови блокади. Нашата теза беше дека доколку сите ние во нашава држава, сите политички партии кои што учествуваат во работата на парламентот, па и поширок политичките партии кои што не се или граѓанските движења кои што се надвор од собранието, застанат за една резолуција како што е оваа и ги дефинираме заеднички нашите црвени линии, нема да има сила што ќе може да не запре. Ние мора претходна резолуција, но очигледно барањата од Бугарија не запираат со тоа што ние ќе донесеме резолуција. Никој пат не сме успеале да обезбедиме околу овие прашања широк масовен општествен консензус. Идејата на оваа резолуција беше и е да обезбедиме што е можно поширок општествен и политички консензус. Добро, да ги дефинираме на Мицковски нова влада да обезбеди некакви дополнителни гаранции пред да ги направиме тие уставни измени е осудена на неуспех? Времето тоа го покажа. Времето покажа и докажа и пораките од Европската комисија кои што доаѓаат, вклучувајќи и последната порака од господјата фон дер Лајен, претседателката на Европската комисија, покажува дека тоа што Мицковски и ВМРО ДПМН им го ветуваа на граѓаните во предизборието, пред парламентарните избори, апсолутно неодржливо. Мицковски вели треба време. Тоа што 7 години го пропастија не можеме ние да го... ветуваше подобрена преговарачка позиција, не ја добиваме. Мицковски ветуваше раскинување на договорот за добрососедство со Бугарија, не се случува. Мицковски ветуваше дека ќе го врати името Република Македонија, не се случи. Така што Европската комисија и сите официјални представници на Европската унија покажуваат дека Македонија треба да го испорача оној дел од политичките барања во преговарачката рамка за да продолжи во преговарачкиот процес и дека понатаму други поинакви барања нема да има. Така што сметате дека Мицковски намерно не го прави за да не држи блокирање? Мислам дека неприфаќањето на оваа подадена рака од опозицијата да изградиме консензус, не рековме ние дека таа резолуција е вклесана во камен. Рековме, нудиме почетен текст на резолуција во кој што добредојдени се сите да ги дадат нивните предлози доколку имаат идеи за подобрување на текстот, но да застанеме за еден документ со кој што како држава ќе се држиме и ќе стоиме. Тоа што Мицковски го избегна тоа или имаше неконзистентни изјави на неколку наврати на таа тема, јас мислам дека ги поставува работите или ги истерува работите на чистина, дека всушност ВМРО ДПМН нема намера да го продолжи евроинтеграцијскиот пат. Добро, ги слушнаме изјавите и на фон дер Лајен и на Мицковски деновиве, че се продолжи оваа тема секако ќе биде актуелна и по изборите. Но еве да завршиме темата за изборите. Рековте крива паланка дека имате убедливо водство, очекувате повторно да биде Митевски градоначелник. Каква е состојбата во останатите општини? СДСМ имаше 16 на претходните избори. Од тоа што го слушаме од ВМРО ДПМН и од податоците на ДИК е дека Струмица очигледно СДСМ ќе ја загуби после подолг период. Дали од оваа перспектива не сметате дека можеби погрешивте тоа што Костадин Костадинов го променивте со Даскаловски? Резултатите во Струмица се израз на волјата на граѓаните во Струмица, одлуката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија да оди со Маријан Даскаловски према Костадин Костадиновски, тоа е дел од демократските процеси на одлучување на партијата. Апсолутно не сметаме дека тоа е било каква грешка. Во моментов Социјалдемократскиот сојуз на Македонија најверојатно ќе победи во првиот круг во Крива Паланка, ако тоа више не е официјализирано, во Кривогаштани водиме и ќе победиме и во Пробишти, и во Чучер Сандево, и во Центар, и во Чешиново, Блешево, и во Валандово. Прв круг или втор круг да има? Најверојатно ќе има втор круг во Центар, но во Центар Социјалдемократскиот сојуз води и тоа убедливо. И овие резултати водиме во Неготино, има сериозна мртва трка, во Аеродром исто така нашиот кандидат е втор, ќе има втор круг, во Киселавода и така натаму. Во ситуација во која што на овие локални избори имаме 370 листи. Споредено со изборите 21 на која што имало само 140, само кажувам, затоа што е драстична разлика. Дисперзирани се опозицијските гласови во прв круг на гласање. Мислам дека тоа што Мицковски за жал ќе мора да го разочараме, неговите најави дека СДСМ ќе има од 0 до 6 општини, мислам дека ќе остане ВМРО ДПМН Мицковски сериозно разочарани на таа нивна прогноза по завршување на првиот круг, особено по завршување на вториот круг на гласање. Ако добро разбирам, двоцифрен бројот ќе биде сигурно.
Такви се проекциите согласно резултати што стаса до моментот дека влегов во студија. Интересна ќе биде битката во центар, со таму е вториот кандидат на ЗНАМ поддржан од ВМРО да помине овие избори. Во Куманово, ако добро разбирам, Максим Димитриевски сепак успеа да победи и да биде трет мандат градоначелник. Па не знам дали во Куманово баш завршија изборите дека Максим Димитриевски победи, најверојатно. Очекувате втор круг имат, ова се воздържувам информација од ВМРО. Во Куманово апсолутно ќе има втор круг. Нашата борба е нашиот кандидат за градоначелник да биде дел од вториот круг. Добро, а што се случува во Карпош? Таму Стефчо Јакимовски имаше пресконференција пред малку, вели дека тој влегува во втор круг заедно со кандидатот од ВМРО да помине Лукровски. Како ќе се постави СДСМ во Карпош? Ние во моментов во Карпош треба да чекаме да заврши денеска изборниот процес, да видиме како ќе бидат позиционирани кандидатите за Карпош. Ние за Карпош имавме наш кандидат, наша кандидатка. Имавме одличен кандидат за градоначелник, докторката Маја Мојсова Миевска, која што има една екстензивна биографија. Понудивме солиден кандидат за градоначелник на Карпош, понудивме солидна програма и се надеваме дека ќе успееме да бидеме дел од вториот круг. Интересна е битката во албанскиот блок, таму Изет Меджити прогласи победа во Чаир, велат дека Билалка сами убедливо води и победува во Тетово. Имавте вие една изјава во февруари која различно се толкуваше во јавноста, беше малку поразлична таа што Венко Филипче ја кажуваше за Дуј, во однос на Дуј. Вие на некаков начин оставивте можност за некаква соработка, поддршка на Дуј, за разлика од Венко Филипче кој беше категоричен дека такво нешто нема да има. До сега нема. Сега прашањето ми е дали воопшто е опција тоа за СДСМ во овој меѓу период до вториот круг да разговарате за евентуална поддршка со Дуј, како што ВМРО да помане очигледно и отворено ги поддржува Влен, или тоа не е воопшто на маса? Значи, прво да реферирам на првата забелешка, не знам зашто така бев разбрана, по втор пат ми се реферира на таа моја изјава, јас тогаш кажав дека како и во други и за други општини зависно, дека како и за другите политички партии, тогаш и за Дуј, дека не разговараме и ќе се договараме за настап на локалните избори согласно спецификите на секоја од општините. Но да се вратам на ова сега, значи апсолутно никакви договори, преговори со Дуј немаме, како што немавме со ниедна друга политичка партија, освен со нашите коалициони партнери за настапот во првиот круг на изборите. Нека заврши, нека излезат конечните резултати од првиот изборен круг и ќе видиме, ќе правиме стратегија, ќе одлучува партијата дали и како ќе преговараме и евентуално ќе се договараме за во вториот круг за поотделните општини. Како е вашиот став, како гледате на улогата на левица во овие избори? Од ВМРО да помине ги обвинуваат дека тие ги спасуваат Дуј со тоа што предложија кандидати за градоначалници во доминантно албанските општини. Сега тоа што го гледаме како резултати, некаде имаат некаков раст и се доближуваат на СДСМ во кисела вода, во аеродромот, тоа што можев да видам пред да влезам јас во студиово. Дали воопшто сметате дека левица може да го загрози СДСМ на некаков начин во блиска иднина или подалечна и генерално за нивната улога на овие избори? Не, јас за улогата на левица на овие избори ќе треба да ги прашате директно нив и нивните договарања и преговарања со другите политички партии, но што можам јас да кажам во однос на СДСМ, мислам дека е очигледно и досегашниот тек на резултатите, дека СДСМ останува убедливо втората најака партија во македонскиот политички блок. Имаме една идеолошка подлога и традиција и вредносен систем кој што е различен од оној на левица. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија има своји гласачи лојални, своји симпатизери и мислам дека дури и резултатите, кажувам, покажуваат разлика во корист на СДСМ отколку на левица и до овој момент. Предвидува пасокизација што не зборува за падна во вода тие тези и многу ми е драго, затоа сме и многу задоволни што апсолутно денешниот изборен ден ги демантираше оние кои што прогнозира или посакуваа дека СДСМ ќе се распадне и дека СДСМ ќе се растури. Во тој контекст исто така индикативно, мислам дека и тоа со конечните резултати ќе се покаже дека систематското намерното растурање на партијата со организирање на нова политичка партија во случајов ЗНАМ, после овие избори ќе се покаже дека ЗНАМ ќе оди во сериозен
пат и процесот од преминување на членови, условно кажано, на СДСМ во ЗНАМ ќе биде реверзибилен, ќе се случи поврат на членството од ЗНАМ кон нивната матична партија Социјалдемократска Веројатно некои премина очекуваат да добијат некакви привилегии со власта, но може би се разочарани пасачи се вратат во опозиција. Ова е мој коментар небитен. Прашањето ми е, дали со оглед на сето ова што говорите, конечниот исход се разбира, ќе почекаме, не гледате воопшто никаква потреба за да се бара некаква одговорност од раководството на СДСМ за резултатот што ќе го имате на овие избори? Знаете, некако и поради тие дружби што приватни ги има Венко Филипче со Зоран Заев, некако остана таа опашка дека ова СДСМ е како континуитет на претходното раководство на Заев и Ковачевски после него, иако ретко кој го споменува сега, но како да не се дистанциравте доволно. Дали сметате дека ќе има некакви и се потребни некакви подлабоки реформи на партијата, или тоа е што е, со тие сили што ги имате, како што сте сега организирани, продолжувате понатаму? Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе го продолжи и сегашното раководство, ќе го продолжи процесот на дополнителни подлабински реформи и консолидација на партијата, но овие избори дефинитивно покажаа дека Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е доволно консолидиран да трендот во гласовите на овој изборен ден се во пораст. Дали вечерва ќе се обрати претседателот Филипче? Да, се треба да се очекува, планирано е да се обрати од партиското седиште. Ви благодарам многу за ова гостување. Почитувани гледачи, тоа беше Фани Карамфилова-Пановска, заменик претседателка на СДСМ. Останете со Канал 5, за кратко продолжуваме со анализата и дебатата во студио. Ви благодарам. Благодарам уште еднаш.